Почитувани љубители на културата, уметноста и литературата, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Се радувам секогаш кога имам нови соговорници, неоткриени личности и што заедно преку оваа емисија можеме да влеземе во различни аспекти на нивниот живот. Бидејќи овој човек, кој што е релативно млад, има богато портфолио, јас за да ја скусам најавата, само ќе прочитам дека денес имам чест и задоволство да разговарам со Славчо Ковиловски, кој што е македонски поет, прозаист, книжевен историчар и културолог, научен истражувач во Институтот за македонска книжевност при Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје. Мислам дека Институтот е за македонска литература, но нема да ми забележите. Јас му посакувам добре дојде на Славчо во емисијата Астрорум. Да, благодарам на поканата. Институт за македонска литература. Обично велат дека е многу тешко да се разговара со некој кој што е на почеток на кариерата и треба точно да се фокусира интервјуто. Меѓутоа, кај вас е поинаков случајот, исто така е тешко, бидејќи вие зад себе имате многу дела, кои што се и научни, и во областа на белетристиката, имате и многу други пошироки интереси, сериозни студии, па јас не знам од каде да почнам, освен од кога датира таа ваша љубов за пишаниот збор и кога почувствувавте дека тоа ќе биде вашата животна определба? Како да одговорам на прашањето, да не зазвучи клише. Од најмала возраст. Значи, од најраните години, со Пушкин, со Цепенков, со приказните на баба и дедо, македонскиот фолклор, македонската литература, потоа светската литература, пред се руската. И се шири интересот. Едноставно, кога пред вас се откриваат нови светови, сакате се да откриете наеднаш. Меѓутоа, она што се чинило на како помлад, дека така едноставно, дека се може во еден момент да се открие, не се открива, туку треба малце повеќе време. И тоа е интересното што треба време и цело време сте под некој благ притисок, облеан со возбуда, чеке се го уштева. А што ако пробам вака? А што ако пробам така? Што ќе се случи ако ова го напишам и направам инверзија на збора? Значи, тука зборам за уметничката литература наспроти науката. И дека има огромна разлика. Едната е, уметноста е моментна, може да биде моментна инспирација, креација, може да фантазирате колку што сакате, што е поразлично, би рекол, многу од науката, која што бара шема, одредена методологија за да се стигне до посакувани резултати. И двете работи ми привлекуваат, така што кога ќе се изморам од едното, се префрлам на другото, потоа повторно се враќам и така до бескрај. Дали имавте некои своевидни ментори низ животот или сами стигнувавте до сознанијата? Кажавте многу рецепти како човек да се занимава, да се префрлува од едното на другото, но дали во текот на вашето формално образование имавте некој пример пред себе или макар да е тој лош како не треба или како вие замислувате идеален правец на професионален научен развој? Би сакал, например, да имам смиреноста на Блаже Конески, кој што темелно и студиозно настапува кон проблематиката што ја истражува.
би сакал да го имам благиот збор на Гане Тодоровски, кој што кова зборови и реченици кои што се убави за слушање. Имаат одредени значења кои што повикуваат на понатамошно истражување, понатамошни навлегување во јазикот. Така што многу примери позитивни, меѓутоа ми се чини дека уште повеќе негативни примери за тоа како не треба да се работи. Во секој случај и тоа како треба да се работи, како не треба да се работи, се дел од искуството едноставно. Дали со текот на времето свативте дека е полесно или потешко да си го најдете сопствениот јазик, тоа ваше внатрешно јас? После толку читање, човек не знам колку е лесно да разграничи што е негово, што е позајмено, што е парафразирано, што е цитирано, што е творено во духот на некој друг јазик. Што мислите за себе еве сега од оваа дистанца? Видете, ја ако треба да зборам за себе, ќе речем дека сум највеличествениот, најромантичниот и нај се. Меѓутоа, ако се гледа приземјено, секако дека се подкраднуваат елементи и од едно место и од друго место, меѓутоа не сме тоа да биде толку очигледно. Имаше некои изговорки, поговорки за тоа како се станува добар писател. Пример, добриот писател секогаш зема помалце, меѓутоа не го фаќаат. Ме разбирате? Позајмува зборови елементи, изрази, стил, поетика од други места и ги инкорпорира со својата личност. Така што, во зависност од темпераментот на човекот, создава дела или не создава дела кои што се за поширок или потесна публика. Така што, верувам дека тоа е индивидуално. Многу интересно што вие си имате зафатено така студиозно со женското писмо од 19-тиот век. Обично во денешно време, во 21-виот век, гледаме дека засилено делуваат феминистките, дека научничките повеќе се внесуваат во таа проблематика за да се докажат или да ги охрабрат своите пријателки кои што, за жал, денес сведочиме на многу слободоумни женски суштества, но и многу конзервативни. Значи, чуден е веков што го живееме. Каков предизвик беше тоа, ете вие да се зафатите со една женска тематика? Дали ви требаше да ги консултирате, да навлезете во психата на жената, за да знаете како таа реагира, како твори, како пишува? Значи, од каде тој порив? Дали случајно некој ви ја наметна темата или беше ваш личен избор? Не, тоа беше мој личен избор. И при почетокот тоа е дел од мојата докторска студија, Македонското женско писмо во 19-тиот век, кое што подоцна излезе како монографија. Македонското женско творештво овој пат во 19 век, бидејќи самиот термин женско писмо мене ме упатува на само маргинализирање. Затоа имаме повеќе пати дискутирано и со писателки, со авторки, со дел од тие научнички, да ги кажеме, нели, жени што се занимаваат со наука во полето на феминизмот, на женската литература, да кажем, условно кажано. И на почетокот кога почнав да работам, тоа беше женско писмо. Меѓутоа, терминолошки, подоцна како ги пронаоѓав, како повеќе навлегувам во проблематиката, терминолошки не ми одговара женско писмо. Затоа се решив за промена на монографијата во наслов женско творештво. Зошто? Бидејќи писмото како женско писмо, значи го создаваат само жени во еден затворен круг и кои што си се читаат само меѓу себе. Имаме момент на само маргинализирање. Женското творештво, зошто да не биде творештвото на жените, зашто да не биде дел од светската книжевност? Бидејќи кога ќе кажеме женско писмо, ние мислиме само на одреден вид литература. Ја пишуваат жени или според американската или француската школа, подразбираме луѓе што се занимаваат со женски прашање, со родови студии, вакви или такви, gender studies. Меѓутоа, ако земеме
едноставно да ги вметнеме во нормите жените од 19 век во 20, во 21. Не како женско писмо, туку како рамноправни авторки со мажите, тоаш ние би добиле еден поширок круг на сваќање на литературата. Значи, литературата не смееме да сваќаме како групировки на маргинализирани групи кои што пишуваат сами за себе и кои што сами меѓу себе си се разбираат. Мене тоа ми е туѓо. Значи, за било која културна пројава, ние треба да се обидеме да стапиме во поширок круг. Доколку жените, како што нели се декларираат, сакаат да бидат рамноправни со мажите, прво треба да се изборат. Ја, значи, апсолутно ги поддржувам жените, да има председателки, да има премиерки, сето тоа. Меѓутоа мора да ги надминат тие себе поразувачки, себе потиснувачки нагони на жалење, на борба некаква против машката доминација, кога самите тие си се стават во подредена положба. Значи, тоа што е женско писмо и припаѓа на светската книжевност, и на македонската, и на европската, и на јужнословенската. Поради тоа што сум во принцип против за употреба на термин женско писмо. Инаку, кога почнав да работам на оваа тема, една од нашите познати поетеси, феминистки и така натака, како пример ми вика: знаеш што, Славчо, многу е опасно. И тоа ми звучеше како поттик, како предизвик за понатаму да работам. Вика: знаеш, Славчо, многу е опасно мажи да се занимаваат со женско писмо. И окей, сега јас онака викав: окей, ама јас само сакам да ги промовирам непознатите македонски авторки од 19 век, бидејќи до тогаш не беше сработено ништо. Ние знаевме 1,5 авторка, која што и таа не беше доволно истражена. Ја знаевме Славка Динкова од средината на 19 век со неколку написи во весници, во весник, во Македонија. И толку беше. Женски авторки во тие антологии македонски, значи не биле застапени воопшто. Земете антологии на македонскиот расказ, земете било која антологија која што се занимава со македонската литература од 19 век, ние мислиме дека светот започнува за нас од 45-та година. Македонската литература има традиција, значи има богата со такви убави слики, со такви богати метафори, со такви иновативни луѓе, зборувам и за мажите и за жените. Прекрасно е да се читат тие страници, иако понекогаш тие се и посувопарни, меѓутоа целта е да се докаже дека ние имаме литература со континуитет, дека македонското женско писмо не почнува женска литература или како сакате. Жените не почнува да творат кај нас во Македонија 45-та година, имаме значи од 19 век, 1870 и некоја година, или од 1890 и некоја година. Има повеќе такви примери. И јас повторно како на филмска слика, случајно или не случајно, иако не верувам во случајности, направив едно интересно истражување. Ова ќе го елаборирам повеќе на симпозиумот што ќе се одржи во рамките на дејноста на Институтот за македонска литература. Сега треба да биде тоа пролет-лето, симпозиумов, се одвива, се однесува на една авторка која што ние не знаевме дека постоела воопшто. И јас не знаев дека постои. И како случајно доаѓаат тие архивски материјали, значи книжевност, пишувана на рак. Значи не е објавени материјали. Една девојка која што се вика Анастасија Милошева, била ученичка првин во Прилеп, па потоа се префрлија во Солунската гимназија. Еден ден ми се јавуваат на телефон еден близок пријател, вика: Славчо, дојди да видиш нешто, имам да ти покажам. Мислам што ќе ми покаже. Некој камче, викам нешто многу интересно. За тебе може да биде многу скапоценно. И одам кај него дома, ми вади 2 кутии ракописи, книги, тетрадки, и внатре откривам првата македонска песна. Од жена создадена, до сега регистрирана, без наслов,
и првата македонска драмолетка. Две девојчиња си разговараат меѓу себе, едната оди на училиште, другото го пречекува, вика, па зашто ти не одиш на училиште? Па што ќе правам на училиште? Значи, обична детска представа, меѓутоа имаме драмолетка. Ние до сега македонската драма драмски автори ги спомнуваме Чернодрински, Цепенков, Молеров од тој период, уште еден двајца, и сега најнаш имаме авторка со драмолетка, Джинот, претходно многу. Успех е тоа за македонската книжевност, кое што само покажува дека имаме континуитет. Значи, исто како што е во фолклорот, така и во книжевност. И друго прашање нешто што се отвора, постоењето на македонската критика. Ние знаеме, македонската критика се случува после 45-та или од времето на Рацин. Значи, македонските книжевни истории тоа го кажуваат. Мислиме дека е тука само Димитар Митрев, дека е Миодар Друговец, дека е Старделов, дека е Ѓурчинов. Да, тие се после 45-та година. Меѓутоа не се обраќало внимание на творештвото или се мислело дека нема здрава македонска книжевна критика. Тоа биле критики во кои што, да кажеме, летале пердови. Денешната наша позитивистичка критика тој е бескрајно добар, без да се наведат примери зошто е бескрајно добар или зошто е бескрајно лош. Знаете какви критики имале? Страшни критики во кои што се внимавало што се зборува, дали има на крај содржина, каков збор, дали е искористена инверзија на тоа место, дали преводот е добар од руски или од француски јазик. Значи, до толку се внимавало и се критикувале. Ако чинело окей, ако не чинело окей. И секогаш имало зошто е тоа така. За разлика од нашава денешна книжевна критика, која што оди во такви позитивистички манери или која што, најблаго кажано, не постои. За жал. А тоа го имаме во 19 век. Да ве прекинам, иако воопшто не ми се прекинува, зашто е многу убаво вака да се слуша, како некој ја издига жената како автор на пиедестал. И јас мислам дека не треба жените да ви забележуваат, зашто вие имате природната дистанца и верувам дека пообјективно можете да цените за феномените, за творештвото. И јас секогаш би инсистирала мажи да се занимаваат со женско творештво, зашто ќе стигнат до пообјективни заклучоци во секој случај, зашто претходно ми падна на памет дека немам ништо против феминистичките движења, но тие не знаат да оценат некогаш таа тенка линија и тоа претерано инсистирање на женски права го афирмира всушност на најболното, фрустрациите и потврдата дека се уште се борат и не се избориле за своите права. Но апсолутно сте во право. Извинете, ве прекинав, апсолутно сте во право. Работејќи на овој период на 19 век, ние имавме до сега. Сме имале знаење, меѓутоа моите очекувања беа дека ќе најдам македонската жена во литературата и во фолклорот и воопшто во секојдневниот живот затворена, бедна, понижена, работи на нива или е постојано затворена во градските средини меѓу 4 ѕида и најнаш ништо тоа. Пронајдов слики, значи постојат слики, не пронајдов, меѓутоа за мене беа откровенија. Слики од 19 век со лунчанки, битолчанки, особено битолчанките да ги спомнам, со шапки, со бели ракавици, со бастончиња, со чадорчиња, со корсети. Нешто што кај нас не е доволно афирмирано. Нашата представа за македонската жена во 19 век е селанка заробена на поле, која што бере тутун или копа на нива, бере пиперки и такви работи. Да, тоа постоело, меѓутоа, што се случува со оние жени кои што после напорната работа доаѓаат дома, измислуваат нови песни. Оние народни пејачки, ние ги знаеме како народни пејачки. Океј, ја почнав да ги третирам како такви, меѓутоа подоцна почнав да ги менам првенствено како интерпретаторки, а подоцна го прифатив едниот термин што го употребува Гане Тодоровски и Васил Тоциновски тоа го прави, авторки, едноставно ги сметаме авторки. Зошто е тоа така? Споредуваме
а неколку песни со исти мотиви. Така. И сите имаат иста појдовна точка, дека се чуло, видело. Меѓутоа, понатамошното раскажување, тоа е раскажување, опевање на талентот кој што ја поседува секоја жена. И затоа нема една иста песна. Ние тоа што го сметаме како народна песна е производ на творечкиот дух на индивидуалецот. Да, имаме случај во кој што Стефан Верковиќ вели народната пејачка Дафина од Просеник слуша, запишува песни, вика, после неколку дена одам повторно кај неа да ми испее истата песна, таа ми ја пее поинаку, со други зборови. А што значи дека воделе сметка за поетиката и за метриката. Знаат каде да направат цезура, знаат каде треба да го повишат гласот, каде да го снижат, знаат каде да воведат драмски елементи. И па што е тоа ако не е творештво? Индивидуализам во рамките на на колективот. Така што воопшто не била толку затворена таа македонска жена од 19 век и било интересно всушност да се слушаат тие приказни песни, бидејќи жените биле чуварот на народниот јазик. А најдобрите зборови македонски, што денес се зачувани како архаизми, потекнуваат од жени. Мажите одат на пазар, одат во странство на печалба и примаат и нормално тоа странски зборови, интернационализми. Жените што стануваат дома, што кружат околу една оска, не примаат интернационализми, не примаат туги зборови. Тие песни, тие раскази, приказни, легенди, преданија се со изворни македонски зборови, карактеристични за одредено поднебе. Значи, може многу да зборувам за тоа, само ќе скратам да кажам дека да, навистина има што многу уште да се истражува за македонската жена во 19 век, меѓутоа и да се истражува и каков бил односот жена-жена во тоа време во општеството, односот жена-маж, односот жена-литература, односот жена-револуција, бидејќи голем дел од тие жени што пишувале биле вклучени во македонското револуционарно движење, значи биле интелектуалки, биле изградени како личности. Така што не треба самите да се подценуваат и самите да се подценуваме ние. Жената вистина е столбот на македонскиот музички фолклор, најголемиот дел и припаѓа, не толку инструменталната практика, меѓутоа вокалната е секако. Точно ве разбирам. Имаме и жени селанки, интелектуалки од село, ама имаме и градски. Само да ги споменеме костурчанки, бабчорки, мислам ќе им стане на гледачите јасно како се тие облечени, каков израз имаат, се ова точно ве разбирам и многу ми е мило да го слушнам, затоа што дефинитивно ова е со документарна основа што го зборувате, значи не се должи на момент на инспирација или фасцинација некаква, туку вие низ вашите трудови го докажувате и покажувате ова. Да, во науката не сме да има импровизација. Порано или подоцна таа импровизација ќе излезе на видело и ќе наштети, многу повеќе ќе наштети отколку што во тој момент може да придонесе. Така што се тоа што го зборуваме, значи е подкрепено со факти, постојат тие песни, постојат тие објави, се наоѓаат на страниците на тогашната периодика, само треба да се има сила и енергија да се седне и со денови, со часови, да се листат тие пожолтени страници и да се надева човек дека ќе ги најде, бидејќи од 10, 15, 20 списања може да не најдете ниту едно. Може некој откритие да дојде случајно, како со еден повик. Дојди, имам нешто да ти изненадам. Богатство. Примерот со Анастасија Милошева, со ракописите.
Да, а што станува збор за духовното наследство, она што не е опипливо, значи нематеријалното, можете да замислите колку е важно тоа да се документира. Вие имате пишани документи, па сепак да речеме дека е работа на пронаоѓање, а ова е на непостоење. Но долго и широка е темата, го споменавте тутунот, па ми дадовте форшлаг да ве прашам за Прилеп, бидејќи токму книгата и студијата што ја направивте, монографијата, се однесува на овој град. Со отсуството на В-то во вашето презиме, можам да претпоставам дека сте од тој крај, дека тука имаше и некоја семејна инспирација, порив да се стори нешто? Тоа е поради потеклото, да. Јас сум скопско дете, нели? Во Скопје сум роден, меѓутоа потеклото ми од таму и поради некаква причина, најверојатно подсвесно или не знам како, поради тие приказни од минатото, да, се посветив на истражување на тој крај. Меѓутоа, истражувањето на Прилеп да се доведе до крај, да се добие еден крајен производ, не треба да се знае само историјата и културата на еден крај. Значи, јас за да дојдам до тој производ, мора да ги истражам културно-историските прилики во Македонија од секој крај, за да знам дали били исти, слични или различни со тие тенденции кои што се одвивале во Прилеп. Така што излегува повеќе автори од тој период, како што е, например, познатиот Цепенков, како што е Ѓорче Петров. Ние го знаме Ѓорче Петров како револуционер. И тој Ѓорче Петров бил поет, бил есеист. И за жал на македонската литература, а не на револуционерното дело, се определил за револуцијата. Значи, ја стал револуцијата пред книжевноста. Има повеќе такви ликови, бидејќи специфична е ситуацијата во која што се одвиваат овие процеси, не само во Прилеп, туку и во Охрид и во цела Македонија во тоа време. Се уште се наоѓа подвластена од друга земја и се уште се бори за кодификување на јазик кој што е силно потиснат од сите страни, се бори за своја државност, се бори за своја црква и мораме и тоа да го земеме предвид кога согледуваме, кога размислуваме, па зошто и ние толку немаме толкав голем број автори како што имаат соседните земји. Тоа се должи едноставно на културно-историските општествени прилики во тоа време. Но и она што ние го имаме, пак некои го немаат. Го немаат, например, Григор Приличев, вториот Хомер. Гениалниот охриѓанец кој што оставил траг во македонската и европската, па не знам, ајде да не бидам лошо сватен и во светската литература. Сердарот му е на равниште на сите светски познати поими од тоа време. Па и денес. Значи имаме ние автори кои што треба доволно да се афирмираат. Исто така, би сакал да го спомнам значењето на Марко Цепенков, например. Ние Цепенков го знаеме како собираш на народни умотворби, така? Да, меѓутоа, ако земете приказната Силјан Штркот од не знам колку страни, тоа е чист производ на имагинацијата на Цепенков. Тоа е негово авторско дело. Ние не треба на тоа да гледаме као на приказна. Да, основата му е приказна. Да, Цепенков ја земал основниот сюжет, темите, мотивите му се од народното творештво, од непознатиот автор. Меѓутоа, сето она што подоцна го прави Цепенков го вметнува по книга на страниците на една книжевност која што до тогаш имала многу помалку постигнато во однос на другите. И најнасе имаме народна приказна од Цепенков, која што денес се изучува како лектира во македонските училишта. Му забележувале за тоа што си земал премногу дозвола да импровизира, да вметнува својни. Меѓутоа, тоа е доказ дека Цепенков можеме да го сметаме како автор на Силјан Штркот, како автор на прозно дело, што е многу важно за македонската литература. Сега вака морам да признам дека е многу чудно за човек кој што е задлабочен во науката, фасциниран од минатото, од она што народниот творец создавал, потоа и првите автори, дека ве интересираат
урбаните текови. Вие сте автор на хип-хоп речник, значи со вистина такви урбани теми кои што ги засегаат овие поновите генерации. Самиот сте член на познат хип-хоп бенд или како да го наречам дружина повеќе тајфа. Кажете ми и збирките поезии ви се така со современи нели компјутерски термини. Кажете ми за тој порив. Дали за да направите поголема дистинкција од ова сериозно во што се занимавате, па правите таков квантен скок и одите во некои други сфери за да можете едноставно да си направите полесен свич од едното во другото? Тоа ви е забелешка на место, можам само да кажам да. Тоа е таа забелешка што стои. Да, во науката, во литературата, јас се навраќам малце поназад, значи во 19 век. Ја истражувам хип-хопот, урбаната култура, трип-хопот, сето она што значи градски начин на живот, јас го живеам. Така што не можам да бидам понастрано тоа. Кога ќе се изморам од едното, се префрлам на другото. Добра комбинација ми е. Можам да го сега се уште можам да го издржам тоа темпо. Иако понекогаш знае да заморува, меѓутоа се уште можам да го издржам тоа темпо посветено с неколку месеци на едно поле, па враќање во реалноста во денешницата. И тоа е интересен спој, да, како што забележавте. Имате и документарен филм, тоа да не, значи вам не ви се туѓи и другите медиуми и ме зачудува, еве кон крајот ми сигнализира од режијата дека веќе минутите за разговорот одминале, но штом не сум забележала интересни се нештава за слушање. Вам не ви се туѓи сите медиуми, но зачудува што не можев да ве најдам на социјалните мрежи, имате посебен начин на комуникација. Што е тоа, дали таа динамика на живење, што велите неуморно, на повеќе колосеци одите, бара просто да се абстрахирате, да добиете време плюс, дали се обидовте да бидете дел од светот, зашто не можам да замислам имате толку работи за промовирање, дали се добри, дали се доволни стандардниве, конвенционалниве канали преку кои можете да допрете до читателската публика, до слушателската публика, зошто ве нема на ваквиот вид на медиуми кои што го зема приматот, мора да бидеме честни и да кажеме. Да, едноставно ме изморуваат. Предпоставувам, не знам тоа како иде, ја гледам од другиве како реагираат. Седнување на Facebook не е седнување на 5 минути, предпоставувам, тоа е седнување на пола сат си издолжува. Едноставно немам време да посветам толку внимание на социјалните мрежи, иако се можеби во моментот и најдобар начин за промовирање на сопствените дела. Меѓутоа, мене не ми е цел да се себе промовирам, да се само промовирам. Мене ми е важно тоа што ќе сработам да дојде, да допре до таа публика која што има потреба или едноставно сака елементи од урбаната култура или од 19 век или ја интересира едноставно за женското писмо, женското творештво. Така што, ако сакате, верувам се уште во тоа, ако сакате да најдете некого, ќе го најдете. Ако моите трудови се поставени се наоѓаат во бази, научни бази, така што ќе исчукате нели на тастатурата женско творештво или тој човек или тоа и тоа, ќе излезе. Меѓутоа, мојот лик не мора секаде да се појавува и да си придам нека важност дека јас сум најголемиот и нели најзначајниот, тоа го оставам за други. Имаме такви автори и писатели кои што сакаат така повеќе да се сликаат. Не ми е мене тоа целта да се појавувам и да коментирам на се и се што на социјалните мрежи. Бидејќи нели треба понекогаш да се има и однос и кон другите и кон себе, постојат и етички и естетски мерила кои што едноставно човек треба да си ги задоволи првин своите потреби за естетика, па потоа да гледа за другите. Така што
ова прашање ме носи повторно кон македонската книжна критика, повторно кон критичната маса која што има во земјава, не само кон книжевноста, туку и кон уметноста воопшто, бидејќи за да биде човек критичар, првин треба да ја познава материјата која што ќе критикува. А кај нас нели се појавуваат постојано дежурни критичари кои што знаат да критикуваат се и се што, колку да критикуваат, меѓутоа сршта, основата, она што треба да го критикуваат, не. Значи, подобро да се каже нешто паметно, колку да се тресат постојано празни зборови. Постои критизерство, но не постои критика. Конечно, теми што отвараат прашања и тоа е еден голем чекор, да ги заинтригираме луѓето да се заинтересираат, да прочитаат, можеби ќе предизвикаат уште некој телефонски повик, па да откријат дома од своето богатство семено и да ви дадат некој ракопис. Можеби ќе откриваме се уште жени авторки, верувам дека ќе има многу. Ви благодарам, Славчо, за гостувањето. Благодарам уште еднаш. Благодарам.